За 3 дена ќе се знаат сите имиња на министрите кои ќе седнат во новиот владин кабинет. ВМРО, ДПМН и коалицијата утре на извршени централен одбор ќе ги потврдува идните функционери кои ќе ги предложи партијата кој освои најголем број пратенички мандати на последните избори. За сега позната е само поделбата по ресори, иако голем број имиња се шпекулираат во јавноста. Мандатарот Мицкоски посочи дека прво треба да одлучат партиските тела, пошто ќе бидат објавени идните владини функционери. Од коалицијата Вреди до сега потврда за кандидати стигна само од Бесана Билолка сами. Тие во идната влада ги предлагаат Фатмир Лимани како кандидат за министер за социјална политика, демографија и млади, за економија и труд да биде Бесар Дурмиши, а пак заменик министер за култура и туризам Седат Сулејмани. Останатиот дел од коалицијата која добива 6 министерства треба да бидат потврдени до вторник, кога мандатарот се очекува да го достави новиот состав на владата. Движењето Знам на Максим Димитриевски веќе ги потврди двајцата министри кои ги добија со коалицијскиот договор. Игор Филков е предлог да раководи со правда, а Горан Минчев е кандидат за министер за администрација. Според досега потврденото, ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија ќе ги има Министерството за внатрешни работи, финансии, транспорт и врски, образование, Министерството за култура, Министерството за надворешни работи, за земјоделство, шумарство и водостопанство, локална самоуправа, Министерството за одбрана, енергетика, политички систем за дигитална трансформација како и за спорт. Албанскиот партнер во идната влада, коалицијата Вреди, ги добива Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за здравство, за социјална политика, демографија и млади, за економија и труд заедно со секторот евроинтеграција, како уште едно министерство без ресор задолжено за добро владење и транспарентност. Веќе е известно дека од следната недела Македонија ќе има нова влада. Според најавите на мандатарот, листата со предлози за министри и програма за работа на владата во вторник ќе ја достави на разгледување до собранието, а ќе се гласа идниот викенд по верскиот празник Духовден.